بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله. Allah Đelešanuhu во Куранот вели, Куранот ние на вистина започнавме да го објавуваме во ноќта Кадр. А знаеш ли ти која е таа ноќ Кадр? Ноќта Кадр е подобра од 1000 месеци. Во таа ноќ се спуштаат мелеките и Џибрил со одобрението на Господарот нивни, по наредба секоја. Селам, и тоа се до пукањето на утрото. Пегамберот салаллаху алейхи ва селем рекол: најдобар од вас е оној кој го чита Куранот и со него поучува. Allah Đelešanuhu во Куранот вели: Бисмиллахир рахманир рахим وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق الله العظيم. А кога се учи Куранот, вие слушајте го и молчете, за да ви биде укажана милост. Невас бин Семан радијаллаху ан кажува дека го слушнал на Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем како рекол: на судниот ден ќе бидат доведени Куранот и оние кои со него се дружеле на дуња и постапувале според неговите упатства. Пред него ќе биде сурата Ал-Бакара и Ал-Имран и тие ќе се заземаат за оние кои на дуњалукот ги учеле. Тоа значи дека Куранот нема да се зазема за оние кои го учеле, но не постапувале во склад на неговите упатства и насоки, туку ќе биде сведок против нив. Allah Đelešanuhu во Куранот вели: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Кога сакаш да учиш Куран, побарај за солниште кај Аллах од проклетиот шејтан. Се пренесува од Ебу Сеид ел-Худри радијаллаху ан дека пегамберот салаллаху алейхи ва селем рекол за читање Кул хуа Аллаху ахад: се колнам во оној во чија рака е мојава душа, тоа е еднакво на 1/3 од Куранот. Во еден друг ривајет стои дека пегамберот алейхиссалату васелам им рекол на своите асхаби: моќен ли е секој од вас да прочита 1/3 од Куранот во една ноќ? Тоа им се причинило многу тешко и рекле: кој од нас има моќ тоа да го направи, ја Расулаллах? Пегамберот алейхиссалату васелам одговори: Кул хуа Аллаху ахад, Аллаху самад, лем јелид, ва лем јулад, ва лем јекун лаху куфуан ахад. Тоа е 1/3 од Куранот. Абдуллах ибн Месуд радијаллаху ан кажува: Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи ва селем рекол: кој ќе проучи една буква од Аллаховата книга, за тоа има награда едно добро дело, а доброто дело се удвојува до 10 пати. Не велам елиф ламим една буква, туку елиф една буква, лам една буква и мим една буква. Пратеникот салаллаху алейхи ва селем рекол: верникот кој чита Куран е сличен на портокал. Има добар мирис и добар вкус. Верникот кој не чита Куран е сличен на урма. Нема мирис, а има добар вкус. Мунафикот кој чита Куран е сличен како босилек. Има добар мирис, а има горчлив вкус. Мунафикот кој не чита Куран сличен е како горчлива тиквичка. Нема мирис, а има горчлив вкус. Се пренесува од Аиша радијаллаху анха дека рекла:
Allahov pratjenik sallallahu alaihi wa sallam reče, кој чита Кур'ан вешто, ќе биде со благородните и честни мелеки, а кој го чита со тешкотија, ќе има 2 награди. Субханаллах. Се пренесува од Ебу Хурейра ради Аллаху ан како рекол, Аллаховиот пејгамбер салаллаху алейхи ва селем рече, кога луѓето ќе се соберат во едно од Аллаховите куќи, за да ја читат Аллаховата книга, меѓусебно да ја проучуваат, врз нив ќе се спушти смирна, ќе ги покрие со милост, ќе ги окружат мелеки и Аллах ќе ги споменува меѓу оние кои се кај него. Ибн Омер ради Аллаху ан пренесува дека пејгамберот салаллаху алейхи ва селем рекол, не е дозволено да се завидува освен во 2 случаи. На човек кому Аллах му подарил да го научи Кур'анот, па тој го учи и постапува во склад со неговите упатства и дење и ноќе. И на човек кому Аллах му подарил имот, па тој го дели и дење и ноќе. Да се бориме, иншаллах, да го молиме на Аллах Джелешануху, да ни овозможи искрено и поголема дружба со Кур'ан и Керим. Да се бориме, иншаллах, овој месец, да го надополниме со читање на Кур'ан, со правење зикар, изголемување на нашиот ибадет. Да го молиме на Аллах Джелешануху, да ни опрости за секоја наша грешка, свесна и несвесна, и да не воведи низ вратата Рейјан, која е само за простачите. Селаму алейкум ва рахметуллахи ва барекатух.